Секогаш во нашето студио има поголема фреквенција на гости, така и денеска ни пристигна во кујната Љупче Буетрајчев, ни пристигна и останатите гости, меѓу кои тарантулите, но има време до тогаш ние сега ќе си готвиме во кујната, бидејќи најавивме дека денеска со Љупче ќе правиме гвакамоле. Љупче, добре ни дојде повторно во нашата кујна. Претпоставувам да не те прашувам, се чувствуваш како дома веќе. Добро ве најдов. Да, после толку гостувања, можеби ова ми е јубилејно 10-то гостување, се чувствувам како дома. Денеска ќе правиме гвакамоле, еден туку најздравиот намаз може да се каже, затоа што ова е намаз кој што содржи исклучиво сирови намирници кои што се полни со освен витамини, минерали и многу ензими, затоа што термички не се обработува и е многу здрав и го препорачувам на сите да го конзумираат. Таа се прави многу лесно, ќе видиме како оди постапката. Е намаз кој што содржи, како што реков, освен минерали и витамини, содржи ензими, затоа што содржи лук и кромит. Е многу здрав, поготово за времето кога имаме настинки, грипови и за пролетното чистење на организмот, затоа што содржи и коријандер. А што се содржи коријандерот, ќе кажеме во продолжение. Додека го правиме, ќе кажеме. Да, неколку изминати твои гостувања тука и посета во Телма телевизија, имаш споменато дека на идеја или на ум ти е да го правиме гвакамолето и дојде времето или моментот кога ќе го подготвуваме. Бидејќи на вистина еве јас не сум пробала или не паметам дека сум пробала гвакамоле и со задоволство би пробала да видам и како се прави, но и кој е вкусот, за да може нели понатака да си го вметнеме или јас и нашите гледачи како рецепт. А меѓу другото, покрај гвакамолето ти ни донесе и твое домашно направено лепче, што значи дека ќе го слушнеме рецептот за гвакамоле, но ќе го слушнеме и рецептот за вкусно домашно лепче кое што е составено од ова е всушност ова е лепче чиабата. Чиабатата потекнува од Италија од 1982 година, кога во Франција излегуваат оние познати багети и нели италијаниве да не бидат подолу од французите. Еден пекар Адриано Кавалари се вика, 82 година во Ровиџо, местото во Венето, го измислува овој леп кој што се прави многу едноставно и не се меси. Тоа е суштината што може секој да го направи. Рецептот е едноставен, 750 грама брашно, 600 милилитри вода, може да се комбинираат различни брашно, овде има пченично интегрално и бело брашно, брашно од рж и брашно од хејда. Сето тоа значи се меша, претходно да кажам уште кои состојки ги содржи брашното, значи треба да се користи квасец, едно пакетче сув или половина сиров квасец кој што треба да се во водата, в количеството на вода која што е напоменав, значи 600 милилитри во млака вода се меша, затоа што има доста семки, затоа ја дава таа арома. Значи се става квасецот во топлата вода, се растопува убаво и се остава некаде 3-4 минути, се промешува со 2 лажички шеќер. Во тестото во брашното се додава 1 лажичка сол и 5 до 7 лажички маслиново масло. Сето тоа заедно се спојува, се меша со лажица, се остава час и половина да стаса на близу до некој топлотен извор, да не биде тоа премногу топло, за да може да стаса. Потоа со набрашните раце само се зима од тестото кое што е многу меко, се распоредува во едно тавче и од таа количина излегуваат некаде 3 до 4 вакви лепчиња кои што, како што кажав, се на некој начин направени за сендвичи кои што нели французите ги имале багетите, а италијаниве ја измислиле чиабатата токму поради тоа за да може да направат еден вкусен сендвич, меѓутоа да не изгледа како францускиот, да биде малку поинаков. Така да многу лесен за правење и многу вкусен леп на кој што ќе го намачкаме намазот од авокадо или гвакамоле. Можеме да почнеме со правење. Секогаш ќе кажам дека не користиме блендер, користиме толчник, затоа што кога користиме толчник е се многу повкусно. Имаме некаде 5 до 7 чешниња лук, ние користиме од македонскиот лук старо семе кој што е многу поситен. Една главица кромит, исто така, значи не оној округлиот кромит кој што се продава, него старо семе на кромит кој што е карактеристичен за Македонија. Го сечеме на поголеми парчиња.
Ти ми спомена дека лукчето и кромичето се органски, односно ти си ги одледуваш, така? Да, тие се од мојата градина, од мојата скромна градина, кај што си одгледувам домашни, значи органски на некој начин, не третирани воопшто со ништо. Користиме кромитни лук, кој што сега ќе замириса овде на некој убаво, на некого не. Меѓутоа, таа е прекрасен. Ние тука многу пати сме споменали, еве повторно ќе споменам дека навикнати сме на миризбата на лукчето и кромичето, бидејќи поголемиот дел од рецептите кои што се прават тоа го содржат. И затоа сакале или некеле некој го ја имаме таа арома, но мора да признаеме дека кога го има лукчето и кромичето во составот, веќе и шмекот кој што треба да го има намазот во случајов е поинаков. Сега ставаме коријандер. Коријандерот, морам да кажам дека е број 1 келат. Што значи тоа? Тоа значи чистач на организмот од тешки метали. Значи се што имаме специфично мириса и се што имаме, да речеме, тешки метали во нашиот организам, од вдишување кој што од нечист воздух, од одредена храна или вода која што не е доволно чиста, коријандерот има способност да ги врзува и да ги исфрла надвор од телото. Значи, еден од најдобрите природни келати, посебно го препорачувам на малите деца, затоа што тие користат доста во последно време, знаеме дека децата јадат многу храна која што е брза храна и храна која што е обработена, која што баш ги содржи овие тешки метали, тие се во трагови, меѓутоа се акумулираат, а тука е коријандерот за да ги отстрани. Сега малку да ги чукаме во однос на за разлика од кога користевме секојаш блендер, ова е некаде готово. Сега го додаваме, во мојот рецепт додавам и бадеми, во оригиналниот рецепт нема бадеми, меѓутоа во мојот рецепт додавам и бадеми затоа што не печени нормално. Да, тие македонски бадем, убав планински, кој што содржи многу витамини и антиоксиданси, така да ќе направиме еден намаз кој што ќе добие посебен шмек и од бадемот и ќе добиеме Б витамин и Е витамин во изобилство. Ова сега рачната обработка секојаш е 4 до 5 пати подолга за разлика од блендерот, меѓутоа вкусот е незаборавен. Треба малце повеќе труд со оглед на тоа што потребуваме стила за толчењето, но кога на крај ќе го вкусиме, ќе знаеме зошто е тоа така, нели? Бидејќи сме си го направиле на тој начин. Да, и користиме, препорачувам обично дрвен наван, да не биде оној камен, затоа што се одделува од каменот и со текот на времето се уништува, така да обично на сите им препорачувам кои ќе ме прашат да користат дрвен наван, ова е направено од цреша и е доста квалитетен. Битно е и дрвото да биде добро. Сега го додаваме авокадото. Од едно авокадо и сите овие други состојки кои што ги ставивме, излегува колку грамски намаз отприлика? Не знам, јас никогаш не мерам, така да обично едно авокадо е доволно за, да речеме, еден кромит. Тоа е вкусот и ако претераме со кромидот, значи не би било во ред. Ако ставиме помалку, исто така не би било во ред, не би бил добар намазот, затоа што кромидот го дава тој убав вкус на самиот намаз и секако и лукчето кое го допринесува да биде уште подобар намазот и поздрав. Да, и треба да биде зрело авокадото, да споменеме. Секако авокадото логично. Мора да биде зрело. За да биде полесно да се примени во... Па да, најдобро е вака да се користи лажица, со која што ќе се извади внатрешниот дел лесно. И лесно да се истолчи на крајот и тоа. Да, и на крај ќе додадеме домашно доматно пире, кое што е пребогато со ликопен и е одлично за се додава свеж домат, меѓутоа во овој период свежите домати не ги препорачувам да се користат затоа што се одгледани на некој начин кој што не би требало да се. Обично свеж домат се знае кога се конзумира, така да подобро е да се користи домашно доматно пире. Да.
чист домат, значи без ништо, само домат и сол. Ова е еден одличен предлог за ужина во текот на денот, ете така на домашно приготвено лепче и ваков намаз од авокадо или поточно гвакамоле со своето соодветно име, да го густираме во текот на денот, додека сме на работа можеби, нели, за помеѓу оброци и да уживаме во вкусот, но пред се и сето она кое што го спомена Тибове како бенефит во однос на здравието и сите витамини кои што ги содржи самиот рецепт и сето ова кое што го вметнавме. Веќе ни е готово, сега додаваме некаде околу 4 лажици маслиново масло, од прилика, еве 2 веќе ставивме, ова е третата. Да, ти си знаеш веќе од рака вака или од око како велиме. Од око, да. Колку точно се става. Ова го мешаме. Да, сега Ивана можеш само да ми дадеш некој сад транспарентен во кој што би го ставиле намазот. Садот кој што е транспарентен е малце поголем, ама тоа нема да е проблем. Па не би требало да е проблем. Или ќе ставиме во едно вака мало, па другото ќе го додадеме. Начинот на кој што го подготвуваше гвакамолето ме потсети начин на кој што се прави нашиот македонски традиционален пинџур. Токму така, тоа сакав да го кажам, ова е пинџурот на... И така малце изгледа. Ова е пинџурот на луѓето кои што живеат онаму каде што има авокадо, дали е тоа Јужна Америка, дали е Африка и слично, тие го употребуваат највеќе, инаку во Перу доста се користи, исто така и во Мексико. Еве го. Одлично. Дали треба помош за лепчето? Па јас ќе се обидам еве да исечам кришки, да ти помогнам нешто сега, да учествувам во ова кое што го правеше ти и може да ставиме од гвакамолето на ова вкусно, миризливо лепче кое што ни го подготви и целосно да уживаме во овој твој денешен рецепт кој не се сомневам дека ќе им се допадне на многумина. За оние кои што можеби нешто пропуштија, потсетете се на утринска на Телма на YouTube каналот, а ние останува тука да уживаме во вкусот и јас со сигурност ќе продолжам да си го правам, односно ќе почнам да го правам, ќе продолжам од тука па натаму. Од тука добро, некојаш. Да. Почетокот мора да има од некаде почеток, така да многумина и не знаат дека се прави волку лесно, затоа што го има, мислам дека се продава како готов намаз. Меѓутоа ете, многу е лесно да се направи, може и кој не сака да толчи, може во блендер, меѓутоа ќе ја нема ова убавина на бои и затоа што ќе испадне како една паштета која што ќе биде еднолична, а вака добиваме една убавина и вкусот е многу подобар кога ние при самото жвакање ќе осетиме сето она што го содржи самиот сега веднаш ќе почувствам намаз. Така да студио мислам дека на убаво за мириса, тоа не можеме да го доловиме на гледачите, меѓутоа да, тоа сакав да кажам, некако си ги читаме мисли за собове веќе. Сакав да кажам да можам да им ја доловам на гледачите миризбата би го направила тоа, како за мириса и од лепчето и од гвакамолето. Но исто така и вкусот е преубав, морам да кажам. Нешто што сметам дека нема на некој што нема да му се допадне, особено како што испоменав потсетува на нашиот традиционален пинџур кој што нели се прави на сличен начин со толчење, меѓутоа ние користиме модар патлижан, користиме пиперки, тоа што го имаме, тие го користат авокадото. Морам да кажам исто за авокадото дека е една прекрасна намирница која што содржи буквално се од јаглехидрати, масти, протеини, еден комплетен оброк. Самото авокадо затоа се препорачува на деца некаде во 5-6 месец од животот да се користи авокадото, меѓутоа како што кажав, како што кажа ти, мора да се внимава авокадото да биде зрело, затоа што само така ги користиме нутриентите и така ќе може да го обработиме со толчник и со блендер, ако го обработуваме тврдо, нема да го има тој вкус исто како да земеме зелена банана која што има сосема различен вкус од онаа банана која што е узряна. Ние се бале за тоа зборувавме. И морам да кажам дека авокадото е број 1 намирница, број 1 овошје кое што содржи, авокадото е овошје, не е зеленчук, кое што содржи најмногу ензими. Колку повеќе стои ензимите се зголемуваат се повеќе во него
Ензимите се многу битни за нашиот организам затоа што преку нив се одвиваат сите процеси кои што во нашиот организам, од дишењето па се до движењето. Така да добро е да се користи, да не се претерува, меѓутоа еднаш неделно може да се направи ваков прекрасен намаз. Да, јас верувам дека тоа ќе го направат нашите гледачи, она што е навистина вкусно и што е добредојдено да го имаме во нашата кујна, особено и сега пак ќе ги споменаме во време на пости, ова може да се подготви апсолутно. Ова е баш постно, дури може да се направи и без масло. Оние што постат без масло не мора да стават масло, вкусот ќе биде пак одличен. Оние што постат со масло може да си стават слободно масло и да го добијат. По нивни избор, значи. Бубе, благодарам за твоето денешно гостување и за ова прекрасно гвакамоле кое што ни го направи токму овде на лице место во нашата кујна. Превкусно е како и лепчето, така и гвакамолето. Се гледаме со тебе во следна прилика. Љупче Боветрайчев си на Facebook, за оние кои што ќе сакаат да те контактираат, имаш и свој Инстаграм. Јас секогаш кога ќе завршиме и кога си ни гости имаме телефонски јавувања за твој контакт, сигурно така ќе биде и денеска, но како и да има начин да се консултираат со тебе, да побараат рецепти, доколку им треба и некаков совет, се разбира. А ние се гледаме во следна прилика со нов рецепт. Благодарам на поканата, поздрав до сите што не следеа, се гледаме во некое следно издание.